Замисли си дека си живеала во Македонија, ама веќе си преселена у друга земја, понекогаш си одеш за Македонија, значи од време на време и си одеш за да отснимаш некое видео или по работа или I don't know, треба да се спремаш, на една недела одеш во Македонија. Епа, welcome. Тука имам некои работи избрано, што се вика, значи бурене идеи, што причела мојата наставничка по историја. Ова се работи кои што на пример сакам да ги комбинирам таму или никош ги немам носено и се лесни за комбинирање со други работи. Еве ги тука сите палта кои што ги имам. Значи прво го избирам палтото и овај пат одлучи да одам во палто. Ќе ми топле, може да се комбинира, има тука некоја си неутрална боичка. Кратко е, значи не е пред топло да биде така да. That's my perfect match. Многу е битно да ти одговарат обувките и палтото кое што ќе го земеш. И само да се разбереме дека одам со едно ранче. Не земам куфер за да можам да ставам милиарда работи унатре. Не, туку треба се да сместам у едно ранче. Имам земано мајца у која што ќе патувам фактички, нема да патувам оваа кошула. Сакаш да ти е нешто удобно, значи имам као тренерки, ама се дотерувачки. Не се безвезални тренерки, некои да гледаш само да ти е удобно, па да изгледаш као парталка. Туку гледаш да изгледат убаво тие тренерки за да можеш да ги носиш и таму. Сакаш да тоа ти се дел од комбинациите и кога патуваш некаде. Немој да зимаш као ово е за по дома, ама удобно ми е па ќе го земам. Не, ко шеташ, правиш слики, снимаш видеа едно друго. Значи мора да изгледаш убаво на сликите. И зашо да се нервираш дека на ниедна слика не си испаднала убава, оствари се лиштото што си ги облечела. Значи ја не сваќам кога си одат за Македонија луѓето што земаат милиарда пара мајци, милиарда пара гаки, затоа што е толку ефтино у Македонија и можеш да го купиш таму, сваќаш. И ја прво нешто си дом во Македонија, отидам у Сара Фешн или у Нью Йоркер, исто така има преубави и преевтини. Отидеш, купиш си нови и немаш што да го оптоваруваш твојот багаж или да ти зафаќат место у багажот. Замано едно исцел комбинизон црн, кој што ми е угоден да кажеме, ама не е предотерувачки, ама па и ако го искомбинираш со интересен накид или како и да, може да изгледа decent, значи убаво за некоја комбинацијичка. Ташна, која што до сега ја немам комбинирано, сакам да искомбинирам со овоа, да кажеме, ама гледаш дека ташната е црвена, па ќе можам да ја комбинирам со нешто друго. I don't know. Имам еден пар фармерки, кои што не сум сигурна дали ќе иземам. Црни панталони обавезно сакаш да земеш затоа што на се живо одговарат. Имаме два пара влошки, сега ќе ви објаснам зашо се. Значи не ќам со осуда да ме гледаш. Само пробај рационално да размислуваш, мом. Затоа што оваа мајца гледаш дека ми е кремовка и ќе ми е добра таму за комбинација. И работата е што по пато ќе се потиш многу. И не ќам да миришам пред се, затоа земаме дневна влошка, драги гледачи, и ја ставаме овде. Ова е нашата мала тајна за патување. И одозгоре врз оваа мајца ставаме горниот дел од тренерките. Еве у која ташна ќе одам, инаку ова не знам кај нас каде би се продавала искрено ваква слична, ама е со тие димензии на визер и многу собира. Значи ти мислиш дека ранецо е поголемо од овоа, ама не, верувај ми, 5 евра од Стадиум. Ако имаш некоја од Шведска, нека ти ја купиш жити се. Значи ова ако одиш во Македонија не зимаш пиџами, да се разбереме, заради тоа што враќаш се во Македонија, сигурна сум дека имаш пиџами и да немаш ќе си купеш. Значи не смееме да го трошиме драгоценното место, туранчето кој што оде со тебе за непотребни работи. Сега ако одеш да шеташ, тоа не важи, треба да си купиш пиџами, ама па нека бидат некои фенси или интересни. За да се направиш некоја сликичка, можеби као good morning, свакаш или нешто такова. Значи не се испушта ни една шанса за добра слика. Црните панталони може да ги замени некоја добра фармерка, ама пак гледај да имаш некој панталони ти фармерката е многу као cool, сваќаш. Ама ако се дотераш у панталона, она добива друга димензија, сликата ќе ми извинеш. Морам да ти го покажам овоа. Не се серче, кој што јас кога го видев се залюби, у него викам морам да го имам. Отвореш го. Еве. Светен, значи различни бои, имаш огледалце. Тука имаме зачетки, различни четки, си ги ставиш тука за да не ти валат, ово си го покриеш. И влегуваш во самиот несесер. Овие се вадат и можат да се прават различни полиња, сваќаш во зависност какви ти се шминките кои што ги имаш. Значи имаме бронзер, Fixing Compact Powder, ово е за знаеш како си ставиш коректор на подочнаците, па сакаш да го фиксираш за да не се отштампа креоно надоле да испаднеш како панда. За веги
веги. Ово користам 100 години, да бидам искрена. Од H&M е купено и ја користам само оваа нијанса, пошто ми многу одговара за вегите. Руж, многу погодена нијанса исто така. Сјајче за уста, ама не е сјајто кој како лабело. Околу 200 денара од DM. Имаме бридж за секој случај, кафеав креон, го користам за очи, а инаку може да е за веги или миси. Essence eyeliner, имаме маскара, еве и оваа ја имам, оваа ми така умилена од Essence. Имаме трепки, моливче за уста, најумилено за секој, всушност е за веги, ама ја го користам за уста, затоа што е прекрасна нијанса и многу ретко каде ја има. Океј, ова е нешто розово, моливче, појма немам кој бренд е, од стара чаршија го имам купено пред милиарда години, си купи 4 и ово е четвртото, значи ово си го купи од H&M, it's fine, као некоја сенка за очи, ама многу се нанесува лесно, сваќаш. Умилениот ајлајнер на цел свет, 189 денара, трае 100 години, не се брише, не се мрчка. И ово е креонче црно. Обично од Essence имаме на подочњакот да ставиш камена пудра за да фиксираш, праймер, моливче за веги, ово е карминче од Kiko Milano. Обожавам, многу дава нијанса, ама ми е многу оддамна, да бидам искрена, и тука идат леките. После идеме тука идат капки за очи, затоа што е многу суви очи, дечки. Ово ми е пудрото, значи ги мешам пудрите, различни пудри, мешам у едно, затоа што секојаш ми е различна фацата, некојаш ми е поисунчана, некојаш не, Ово е истата функција имат овие две, ама ако се оставам ово малку бело ми оставе, затоа го земам ово у последно време, ама коректор, некоја кремичка за skincare, ноќна крема од Горсен, која што обожавам, многу убава. Имаме Fresh Skin Serum, исто така ми е умилен и не го давам за ништо на свето. Hair Care Serum, многу добро праве косата, светети, некако даде и сила, не знам како да опишам, убаво ти го прави влакното, обожавам. Значи во кој знае колку време го имам, ви колку ми е потрошено. А го користам можеби година и пол, да сигурно го користам година и пол. Имаме каква ситуација, наочарите, оваквито ферчиња, значи таму сигурно ќе си купувам стегач, затоа што секојаш ги губам. Вие се некои две што ми дадеа шведски се као за лице или нешто така. Чупалица, just in case. Ке во ми е кутијата за патување, за накид, значи имаме прстен, друг прстен, вечки, Сваровски. Ова е со македонски рубин, подарок од напане сестра му, вечки од Нордскен. Ланче кој што го обожавам, едно од омилените, искрено. Ова ме го знаете веќе како чокер доваѓа и многу ретко го носам последно време, ама окей, може ќе се најде тоа од Сваровски. Ова е од Квин, прекрасен прстен и секојаш имат многу бави работи. Вие ги имам земано од една бижутерија од Рамстор. Сваровски. Ова се мали прстенчиња кои што се најмала бројка што носам и ги некогаш користам како стопери. Вие си купи од Зија, пошто дедо почина и мама ни испрати пари на сите, на мене, на сестра ми и на брат ми, да си купиме нешто за да не подсеќа на него. Ова е исто прстенче кој што го носам тука. Ова е ланче кафеаво, ќе си го земам исто така од коларете со моето око. Овие обетки, гледаш како одговарат со овај прстен. Ова свете као златно со жолто ќе го земаме. Ова е од една бижутерија од Урамстор. Ова е златара корле од Штип, али ми е од баба. Гривна кој што зема од Белград. Ќе го земам ова ланче и на него имам различни као привезоци да ги ставам, може ќе се најде за нешто. Ова е сад, кој што го обожувам, Океј, значи тоа е тоа. Треба фактички ланчињата да ги ставам тука, гледаш да ги закачам од внатре, ама мрзе ми немам време сега за тоа, така да. Имам тука едно палто кое што треба да го однесам на една девојка, што искрено не ми ни текнува името како беше. Ние седевме као на прослава фактички. До мене седеше едно девојче кој што ја не го познавам, пошто га имаше многу попусти за Black Friday и ја гледаше да си нарачам едно палто. Ја вика, леле колку убаво. Да, викам, плюс на попуста, сакаш ли да ти го купам и на тебе? Нарача ги двете фактички. А ово е за неа, незино. Пошто ако не го однесам сега, кога ќе го однесам? По друга страна имам само еден ранец и од кај имам еден ранец па и уште. И мислам се дали да си го земам мојот дневник, мислам во не е дневник, туку е планер. Одеш си и ово го најдеш на сред пат. Одеш си од една соба, од друга соба и сега треба да тиеш натаму. И оп, еве што ти стоја на пат. Час, Снегулко. Стигли смо. Ти ако слушнеш знако, дека се снима,
ја дали си го помни. Сега телефонот ќе... окей, имам 82%. Много exciting content. Леле, секојаш ми го хейташ контентот, злато. Никогаш така нема да отидам напред. Наслово као дали го нафунеш телефонот. Колку нема врски, не е интересно. Дали го нафунеш телефонот пред пат. Само да ми изхейташ нешто, глупост. Не го слушате, дечки, стварно, значи учам се да влогирам, као добро, нормално е да не си толку интересен на почетокот што да правам. А ти што мислиш дека се влоговите? Имаш ли гледано влоговите што се? Не. Те такви бош работи си снимат луѓето. Да. Да. Сосема бош. Не, ти кај нас го направија дека треба да нели. Не, да бе, да, нема врска. Now I entered this amazing paradise. Чакайте ли да покажам кој ми е омилен парфем. Имам многу за едитирање и за спремање, заради тоа што ќе кажавам си Македонија за да снимам 2 видеа и тут да направам 2 фотосесии, нешто така, значи доста ми се насобери кога отидам во Македонија. Па у понеделник имам закажано за ногти. Просто сакам да отидам на масажа, искрено заради тоа што немаш кој има грбокосна боли. Значи никош ме нема болено до овај степен, which means I only have 5 продуктивни дена у Македонија. Ево нас у Белграду. Океј, еве сме спремни за да одиме на излегување. Да се ки споменувал, иако сум многу уморна. Одам у некој кафич Velvet. Чао!